Здраво, ова е бонус издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е продолжението на серијалот посветен на филмските великани, а ова издание ќе биде наменето за најквалитетните филмови на Пичат Понг Верасета Кол. Изминатите неколку години имам развиено некаква своевидна рутина секој месец да си допуштам да погледнам маратон на еден од светските филмски великани. Јули минатата 2021 година се дружев со естетскиот израз на Апичат Понг, погледнувајќи ги неговите 9 долгометражни филмови и неколку од мноштвото на краткометражни филмски остварувања кои ги има работено помеѓу снимањата на долгите. Знам дека помина многу време за да го обликувам овој филмски есеј од погледнувањето на неговата филмографија, меѓутоа како и неговите филмови, така и мене ми беше потребно време да контемплирам на мир за моќта на неговата филмска магија. Тајланѓанецот, како и многумина од неговата држава, со километарски имиња и презимиња, го употребува псевдонимот Џо, иако јас ќе го условувам со неговото родно име. Апичат Понг е дипломиран архитект кој магистрира на филм во Чикаго, па интригантната поставеност на ликовите визави интериерите или пак пространствата на природата кои ги проголтуваат може да се бара и во неговото изучување на подредувањето на просторот за потребите на човештвото. Тој е предмодник на спориот филм, станувајќи составен дел од азиските режисери кои го употребуваат филмскиот јазик за достигнување на зацртаните цели на slow cinema, багра на азиски режисери во кои членуваат и Џија Жаңче и Би Ган од Кина, Хоу Сјао Ксиен од Тајван, Хонг Сунг Со, Ким Ки Дук, Цај Минг Лјао, Ли Канг Шенг, Ли Кванг Мо од Кореја, Хироказу Корееда од Јапонија, Раја Мартин од Филипините и Авас Киаростами од Иран, естетика која што се надоврзува на делата на Шантал Акерман, Тео Ангелопулос, Нури Билге Чейлан, Педро Коста, Клер Дени, Лав Диас, Бруно Думон, Кери Рајкард, Александар Сокуров, Карлос Рейгадес, Бела Тар, кои го учеле занаетот од Озу, Тарковски, Десика. Апичат Понг се разликува од останатите поради неговиот интригантен избор на тематски одредници, помешувањето на реалноста со нот и метафизичкото во едно меѓусебно паралелизирање, потоа преминот од урбаното во руралното, истражувајќи ги начините за прикажување на сексуалноста на филм и кршејќи ги драматуршките конвенции, во потрага по собствен сет на правила на израз. Во неговата трансцендентална кинематографија го пропагира долгиот и статичен кадар, кој незапирливо трае неколку минути, држејќи го гледачот буден, со оглед на тоа што го провоцира да го вклучи мозокот и да ја подгрее неговата мисла да тече непречено во овие досадни кадри. На некој начин Апичат Понг се противи на холивудскиот филм на спектакл и се повлекува во еден минималистички пристап, употребувајќи посимплистички филмски јазик, со тоа што максимално се избегнува брзата монтажа со шрапнел од резови, вкрстувајќи ја геометријата на почвата и месото. Неретко неговите авангардни филмови се пресретнуваат и со начелата на инсталации и видеоарт проектите, первертирајќи ги очекувањата и наместо да подлегнат на ригорозноста на наративната структура, тие се склони да му робуваат на ритамот, тонот, светлото. Па затоа Апичат Понг ги амалгамира надприродните чинители, продира во мистичното, фантастичното, за да создаде еден очудувачки филмски свет во кој гледачот мора да се загуби и предаде. Тоа е разликата на жешкиот холивудски филм и ладниот спор филм. Не се ни сомневам дека најдраматичниот филм на Апичат Понг ќе биде досаден за гледачот и малтене антиклимактичен, меѓутоа тоа е јасната и зацртана цел на непотребно пролонгираниот кадар. Во The Long Take Art Cinema and the Wondrous се цитира Апичат Понг кој говори дека нему му се интересни долгите кадри на неговите филмови, но кога гледа долги кадри на други азиски режисери станува нетрпелив и почнува да мечтае за други агли на кадрирање и тука ја гледа функцијата на филмовите со долги кадри, да го мотивира аудиториумот да сонува, трагајќи по алтернативи на стварноста, паралелни светови, двојни животи, втори шанси. Со самиот чин што е фиксиран долгиот кадар, тој служи како еден
синематичен портал за продирање во други светови, за од таа потрага да може да се здобиеме со поразлични сознанија за поимање на реалноста. Нужно е да се иницира љубопитството на гледачот за постоењето на светот надвор од рамката на кадарот, за предоцна да биде да согледате дека веќе сте подлегнале на волшебството на филмската поезија на Вересета Кулп. Трансценденталната кинематографија подразбира естетизација на досадата, статичност како техника, во која се акцентира воздржаноста наспроти акцијата и динамиката, за да изискува интроспекција. Пол Шредер во неговата култна студија Transcendental Style in Film, Озу Бресон Дреер, напоменува дека воздржувањето од инстантната реакција и негацијата на действието се чинители кои на авторот му дозволуваат да го скрие сознанието од гледачот. Така што спорото чекорење, недвижењето и немоста се карактеристики и на филмовите на Апичат Понг, пролонгирајќи го задаснетиот дрес во екстензивните кадри. Контемплативниот филм со спор ритам неретко се отклонува од наративната структура и диегетската акција, драматичната тензија, потпирајќи се на исчекувањето, доловувајќи постојан проток на време во кадар, кој не престанува да тече, па дури и ако излезе актерот од кадар, и загризува за мамецот гледачот токму тогаш кога нема да настане очекуваниот рез и недвосмислено го добива неговото внимание, барајќи ја универзалната поврзаност на телото и мозокот во корелација на времето и подвижните слики, се разбира доколку гледачот мечтател има нескротена имагинација и желба за себе истражување. Доколку сака да го вкуси преджваканиот холивудски филм, кој треба за раче да го води низ емоционалниот тобоган и како послушно животно да го награди за тоа што го сфатил филмот, кој ќе го заборави по излезот од киносалата, тогаш нема да биде препознаена убавината во филмовите на Апичат Понг и нема да купите билет за емоционалното духовно патување. Тој одбива да ги манипулира емоциите на гледачот со нивно јасно насочување со помош на монтажата, што значи дека на гледачот му допушта тој да ги подреди своите осознанија како што милува, со помош на смогнатото иманентно патешествие, се со цел да се первертира очекувањето, да се предизвика гледачот да размисли со своја глава, да почувствува со сопственото срце, квалитатив кој е нужен за секое уметничко дело, кој е иземено од блокбастерите, кои сакаат публика со исклучен мозок, која оди во кино исклучиво за да јаде пуканки. Делата на Апичат Понг немаат функција да ги задоволат телесните потреби за занемарување досадата, напротив, тој има за цел да го доближи гледачот до домените на мистичното, на невозможното, со помош на филмскиот јазик. Неговите филмови не се агресивни контролирачи на вниманието, не, тие впрочем бараат гледачот да се опушти во седиштето и самиот да одлучи да посегне по смислата, само иницијативно да тргне кон филмот. Издолженото времетраење на долгите кадри го менува со односот помеѓу гледачот и погледнатото, овозможувајќи му на гледачот да создаде собствен филм во мислите. Во слоу синема камерата станува обсервациона, служајќи му на времето, а не на действието, своевиден медитативен антинаратив во кој се истакнува чистата слика. На некој начин, силината на овие филмови лежи во вежбањето на трпението, а во свет во кој секоја секунда сме бомбардирани со информации, спориот филм на Апичат Понг е бунтовна антитеза на брзата култура и медиуми. За разлика од прекрасните извежбани движења во кадар во филмовите на Белатар, творбите на Апичат Понг се водени од фиксирана обсервациона камера, дело со редуцирано действие, минималистичка музика и диегетски звук, за интровертот кој ја тенчи границата на фикцијата и реалноста, да приложим тивки моменти на рутината, кога ништо не се случува, естетизирајќи ја самотијата, криејќи ги тајните на занаетот во паузите помеѓу диалозите. Апичат Понг е пораснат во мало градче и се фасцинира од научната фантастика и локалните преданија за духови, кои ги всадува во пространствата на непознатото, кои ги восприемаме низ призмата на живописните визуелни халуцинации. Во невозможниот свет се крие контрапунктот на монденското со надприродното, но Апичат Понг изнаоѓа начин како тие да кохабитираат еден покрај друг. На визуелен план режисерот имплементира еден индикативен дисбаланс во композицијата благодарение на негативниот простор, за да го направи првиот исчекор надвор од реалноста, која ја прифаќаме здраво за готово, додека не налетаме на предупредувањето дека ништо не изгледа како што треба,
познато, ама сепак нејасно, не баре фројдовското анкени, иако духовите на Апичат.png немаат прогонителна и искушувачка намера за живите, туку се портал од минатото доба, подсетник на живите за постоењето на задгробниот живот, но и мотиватор за отклонување на тегобите од минатото, за да може да се насочат на иднината. Тие се патување на светлината од митското минато, кое треба да означи цикличен тек на универзумот. Неговите фиксирани, долги кадри се портали во кои гледачот може да продре во домените на скриениот заборав, со цел да иницира потреба за оживотворување на реалноста. Заумноста не би можела да се долови доколку не е снимена од страна на врвниот соработник на Апичат.png, кинематограферот Сајомбу Мукдепром, снимателот кој денес започна соработува и со Лука Гваданиньо на неговата Суспирија, кој што милува да кадрира со помош на природно светло кое продира низ сетовите, кое се разбира дека е засилено или суплементирано во дадени ситуации. Инсистира на широки и средни кадри со пообсервационен натуралистички пристап, поклонник на поедноставувањето на снимањето, користејќи старија HMI светла, кој ги дифузира и ја фиксира камерата на доли, трипод или кран, најчесто користејќи A-рефлекс на 16 и 35 мм филмска лента и понекогаш користи само една леќа со намера да постигне унифицитарен изглед на делото, без разлика дали снима периодична тајландска сапуница или филмичните меѓусветови на Апичат.png. Од секојаш ми било интригантно како неговата катализирана досада, хронисана со дистанцирање и воздржано со помош на филмскиот јазик, успевал да изнуди партиципирање од гледачот со неговата интроспекција, откако ќе биде изгладнет да добие јасна назнака и водилка која ќе го одведе до оазата на новото значење и осознавање во паралелното коегзистирање на тривијалното и надприродното. Впрочем, Апичат.png е препознатлив по неговата нужност за впрегнување на легура, најпрви на разноразни идентитети, а потоа на човекот и животното, на руралното и урбаното. Надреализмот е инициран уште од играта во неговиот прв филм, кој што го документира мешањето на реалноста и подсвеста, засадувајќи меѓусвет под површноста на секојдневието. Вниманието на светската јавност го добива со прекрасниот Blissfully Yours, кој на Канскиот фестивал освојува палма во категоријата Uncertain Regard. Фестивал кај што ќе стане постамент во 2000-тите. Во првите филмови поинтензивно е поигрувањето со приказот на сексуалноста и провоцирањето на властите во Тајланд, до каде ќе може да се експлоатира овој чинител, најдобро прикажано токму во љубовниот ескапизам во Blissfully Yours. Тој секако дека не е имун да даде коментар во неговите дела и на воениот милитаризам, кој го запоседнува Тајланд по завршувањето на комунизмот, пред овие спомени да исчезнат од колективната меморија. Потоа, наградата од жирито на Канскиот фестивал ја освојува со Tropical Melody, а Syndromes and the Century се прикажува во Венеција, за со Uncle Bonmeh Who Can Recall His Past Lives да ја освои златната палма на Канскиот фестивал, по кој доаѓа нагол квалитативен пад во неговите дела, од кои во минатата деценија само Cemetery of Splendor ќе биде составен дел од Uncertain Regard селекцијата на Канскиот фестивал, пред меморија да ја освои наградата од жирито на Канскиот фестивал. Рей Гадес и Думон во Slow Cinema, Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film ги критикуваа филмските фестивали и нивните мрзеливи миленици, кои немаат побуда да создадат оригинално пркосно дело, туку само сакаат да ја применат нивната проверена формулаичност во сопствените дела, искористувајќи го називот на спор филм како изговор за приклучување на овие модерни текови, иако спориот филм си пати од маргинализирање во рамките на експерименталниот филм во филмската индустрија, кој што речиси е невозможно да најде соодветна дистрибуција и дури има и редуцирано национално прикажување. Звучниот дизајн ја заменува недиегетската музика насред диалозите и монолозите или немите сцени, за да се даде простор на реалноста да го манипулира филмот. Расетаку се помирува со фактот дека луѓето заспиваат на неговите филмови, ама кога ќе се разбудат ќе си го монтираат случајното како што им милува. Доволно е да се даде поканата за поместување на свеста од будниот свет во еден трепет, еден медитативен нарав кој ќе понуди нов поглед на светот, откако ќе ни бидат отворени очите со љубопитството за неоткриениот свет.
Затоа не постои конвенционален часовник што може да го измери времетраењето на еден формалистички дол кадар на пичатпонговото дело, затоа што треба паралелно да ги мери сегашноста и минатото. За теоријата да премине на практика, започнуваме со одбројувањето на 5 најквалитетни филмови на Пичатпонг Вересета Кул. На петто место се наоѓа Cemetery of Splendor од 2015 година, за кој имав неколкумесечна дилема дали Blissfully Yours, прекрасната и фриволна љубовна мелодрама, да го заземе петтото место на листата, баш поради нејзиното значајно место во приказот на сексуалниот либерализам на филм во Тајланд. Меѓутоа одлучив предимство да му дадам на Cemetery of Splendor, затоа што до ден денес ми е неразјаснета филмска енигма и кога налетав на одобрувањето од изјавата на Вересета Кул дека понекогаш не треба све да разбереш, го сместив овој филм во таа категорија на недоразгатнати творби. На хартија евидентни се научно-фантастичните елементи на појавувањето на епидемијата на спиење, болеста кај што духови се појавуваат на заразените, кои се обземени од халуцинации, поради кои не може да направат дистинкција помеѓу реалноста и илузијата. Спориот, релаксирачки ритам на делото ги доловува медитативните квалитети на творбата, ја искористува техниката на тек на свест за да биде овозможено гледачот полесно да се препушти на постоењето на една друга притаена свест во неговото внатрешно патешествие, пред да биде составен дел од филмот како сон за друга реалност. Заздравувањето се случува при соочувањето со репресијата, со потиснатите конклузии во себе, па оваа болест е само катализатор за копањето по личните јами и разглобување на колективните емоционални боишта на војникот во филмот, нишки кои не ми се докрај истегнати, но ме држат ангажиран и ме предизвикуваат со секое наредно гледање да потонам во различна потрага. На четврто место се наоѓа Syndromes and the Century од 2006 година, кој може би представува најличен од филмовите на Пичатпонг, затоа што е своевидно пресликување на споменот на неговите родители со помош на филмскиот јазик, кои најпрвин се пресретнуваат во болница во рурален Тајланд, за да се трансформираат години подоцна во поразлични ликови во болница во Банкок. Најсентиментален и најнежен филм на Пичатпонг, кај што се обидува да состави мозаик на сеќавање кои би ги оживотвориле постоењата на протагонистите, ликови кои се пресретнале во специфичниот простор и време и имаат толку силен удел еден врз друг што овозможиле да настане преобразбата во подобри битија, баш поради одлуката да му се препушти на избраникот да влијае со неговиот светоглед во сопствениот. Филм кој од за мене нејасни побуди го земаа под зап тајландските цензори и сцените кои сакале да бидат отстранети од него за домашно прикажување, а Пичатпонг намерно ги покрива со црн екран како чин на протест против безумните инсистирања на цензорите. На трето место се наоѓа Uncle Bon Me, Who Can Recall His Past Lives од 2010 година, во кој Bon Me, доближувајќи се до крајот на собствениот живот, е посетен од духот на починатата сопруга Хуај и исчезнатиот и починат син Bon Song, кој е сценично привидение со црвени очи, кое се појавува во шумата и го прогонува. Во делото духовите се составен дел од секојдневието, амалгамирајќи го надприродното со колоквијалното во едно, со цел да се отвори прашање за задгробниот живот, реинкарнацијата, но и Bon Me да смогне експлорација на минатите животи за изнаоѓање на причинителите за заболувањето на ликот, односно воспоставен повик за одведување низ смртта со помош на блиските, демистифицирајќи ја од стравичните елементи, расчистувајќи со тоа што преостанало. Секако дека сеќавањето на претходниот живот ги вклучува и комичните сексуални ескапади на принцезата и сомот, но и ова е филм за преобразбата, односно за помирувањето на крајниот рок на животот. Преминувајќи во мирољубива спокојна смрт, збогувајќи се со најблиските и непроменливите кајања и упатувајќи се кон примордијалната пештера за препорак. Прекрасни се кадрите во кои спонтано продира духот, односно зачекорува во кадрите, кај што невообичаеното станува составен дел од монденското, кај што тривијалностите на кадрите намерно се издолжени, затоа што духовите се поврзани со луѓето поради самите места во кои што престојуваат. Продуховеноста, односно духовното освестување, се поистоветува со
помирувањето со смртта како транзиција од една во друга форма, пред да биде апсорбиран од други временско-просторни дидескалии. Тие портали во природата кај што се вкрстуваат сеќавањето од минатото и наблюдувањето од сегашноста во една прекрасна легура на разбранувана мирност, како реакција на модерното постоење, гостопримливо прифаќајќи духовите во секојдневието. На второ место се наоѓа Tropical Melody од 2004 година, кој се наоѓа повисоко од најкултниот филм на Апи Чатпонг, затоа што сметам дека постигна повпечатливо визуелно естетизирање од Uncle Ponme, со оглед на тоа што беше преполовен, налик повеќето филмови на Вересета Кул, кај што на најдобар можен начин се прикажува колизијата на урбаното со руралното, кај што во првата половина се остава простор двајцата момци да се засакаат во Банкок, правејќи значајен исчекор за ЛГБТ филмовите во Тајланд, при начинот на доловување на зародишот истополовата љубов на платно и потоа за мене повозбудливата половина, а Чатпонговиот Сталкер, кај што допушта фантастичните елементи да стапат во преден план на бајковидната дивина, кај што е прогонет од духот на тигрестиот шаман, во кој според мајмунското предание треба војникот да го убие шаманот со истрел, но тој во мракот ќе убие крава, а не шаманскиот тигар, па ќе реши да го предаде својот дух и спомените на шаманот, односно да биде апсорбирано неговото постоење и да се помири со крајот на животот, станувајќи составен дел од чудната шума. Точно е дека се контрадикторни двата наратива, но и во двата случаи Апи Чатпонг ги тестира и пречекорува границите на тоа што смее да се прикаже во еден филм, држајќи се до каноните на сопственото поимање на филмската реалност, во која не се отклонува од практикувањето на символичното трансформирање на ликовите од едно во друго постоење. На почесно место се наоѓа Blissfully Yours, Mysterious Object at Noon, Mekong Hotel, The Adventure of Iron Pussy. На прво место се наоѓа Меморија од 2021 година, во кој станува збор за Джесика, која што е со шкотско потекло и живее во Колумбија и една ноќ е пробудена од сон поради еден абразивен звук кој што се појавува од нигде никаде. Во текот на филмот се обидува најпрвин да го реплицира неговиот интензитет со помош на еден инженер на звук, а потоа се обидува да ја открие тајновитоста зад неговото спонтано и непредвидливо продирање во филмската реалност. Потрагата ја води од урбаната погота во руралните предели, кај што ќе пресретне еден лик кој на телепатски начин ќе сосредоточи едно видување на потеклото на енигматичниот звук, кој што се врзува со научно-фантастичните интереси кои ги негува Апи Чатпонг дури од неговиот прв филм до ден денес, кој што исто така е решен со една летешка тропа која што е причинител за продирањето на непоимливото во реалност. Се издвојува од останатите за тоа што ги содржи сите препознатливи белези на естетиката на Апи Чатпонг и има една непробојна мистерија која што е иницирана од аудитивен джампскер, кој што го привлекува вниманието на секој гледач за да биде резолвирана творбата со една дремка насреде полјана, која ќе го присили гледачот да смогне свое интерно отклонување од реалност. Долгите статични кадри, редуцираниот диалог, инсталациите во простор, магичната природа со фантастичните елементи на најдобар можен начин се ставени во функција на творбата. Ова беше бонус изданието на дигиталната архива Видеологија, посветено на изборот на 5 најквалитетни филмови на Апи Чатпонг Вересета Кул. Доколку ви се допадна, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!